Да ви кажам право, кога би ги прашале сите овие мои драги луѓе кои што стојат зад камерите, во режијата, во продукција и секаде, како се однесувам јас пред да излезам овде пред камера, тоа сме живи смишки. Заради тоа што Елана игра, Елана мести коса, Елана е живецот, нели, кој што не може да застане на место. Си вртам во глава од прилика како би ми течел разговорот во текот на вечерта, но сето тоа е, повторно ќе кажам, зад камерата, односно додека да стигнам на оваа точка. Ајде, добровечер и официјално и добре дојдовте во најновото издание на Фидбек со Елана. Како што веќе знаете, јас сум Елана Митева, јас сум вашиот домакин и во ова вечерно издание. Заедно со Брик ќе се дружиме и со целата оваа моја екипа, каде што ќе се потрудиме да го задржиме вашето внимание на максимум. Ќе се потрудиме да, откако ќе изгледате емисијата, да останете со насмевки на вашите лица. Ќе се потрудиме, се разбира, да ја разбереме малку музичката сцена од еден поразличен аспект. Ќе спробаме да разбереме зошто и дали Македонија е вистинската концертна дестинација, зборувам и во светски размери, меѓутоа за сето тоа имаме еден специјален гостин кој што ќе ни зборува денеска за тоа. Нема да должам многу, ви кажав и работи кои што можеби не треба да ги знаете, но ете, јас сум искрена. Фидбек со Елана на Инстаграм, Фидбек со Елана на YouTube, таму можете да ги погледнете сите можни изданија кои што сте ги пропуштиле евентуално досега, и не должам многу, почнуваме веднаш по джинглот. Фотографии како што има мојот вечерашен гостин, односно сакам фотографии со тие луѓе со кои што тој е сликан. Можеби некогаш ќе ми се исполни желбата, зошто да не. Веќе погледнавме од фотографиите, мојот денешен гостин е всушност човекот кој што е основач на најдобрата и најголемата продукција, музичка продукција кај нас, станува збор за Авалон продукција, која што јас многу често знам да си ја наречам и институција. За овој човек стојат огромен број на концерти, стојат огромен број на организации, стојат огромен број на светски музички имиња. Јас само ќе споменам дел од нив. Ајде сега најновите: Дейвид Гета, Black Coffee, Kraftwerk, ги споминавме некаде во студиово и Pink, Pet Shop Boys, многу Лени Кравиц и така натаму, имиња кои што навистина и за тоа време и до ден денес се многу звучни, меѓутоа Бобан Милошевски знаел да ги донесе овде и ние некако да се почувствуваме да бидеме дел од онаа светска музичка концертна сцена, а тоа е навистина едно прекрасно чувство. Што значи да се биде пилот на една ваква продукција? Кои се маките, кои се проблемите, кои се убавините? Што значи да си на сцена, што значи да си за сцена, што значи да си имаш работа со едни вакви светски звезди? За сето тоа и многу повеќе со Бобан Милошевски. Бобан, повели. Не можам да ти парирам со лепота, сепак никако. Не, прекрасен си. Не дека не се трудам, ама не можам. Прекрасен си. Во граница на можностите. Да. Прво кажи ми како си. Супер. Добре? Никад боле, да. Многу ми е драго, така изгледаш. Фала ти. Да, ги гледавме фотографиите, сега мала шала. Мислам дека имаш минус 10 или 15 килограми од тоа време? Минус 15? Да. Знаеш како знам да дадам проценка? Ајде, на почеток одиме со или прашања, каде што ќе дознаеме малку нешто повеќе за тебе. Продиджи или Масив Атак? Масив Атак. Зошто? Затоа што мислам дека Масив Атак се родоначалници на цел еден тип на музика кој што доаѓа од тама од кај што се тие, од Бристол, Масив Атак, Портисхед и еден куп други имиња, и затоа што многу повеќе ми се свиѓа саундот на Масив Атак него на Продиджи. Така. И гледавме сега скоро. Да. Има навистина одличен концерт и мора да признам малку исполитизиран со сето тоа, меѓутоа имаше добра приказна. Па мислам дека нивната музика е се уште пред време. Така да, за да бидат во ова време, кокетираат со политика и ја немам ништо против тоа. Опасно добар бенд. Да. Голем стадионски концерт или малку поинтимен клубски ивент?
Јас сакам секогаш да гледам и кога идам приватно и сега ми фалат во последниве неколку години, ја многу често идев во Лондон, во најголеми рупи можни да гледам мали концерти на рок-н-рол бендови, на крај сега тоа не постои, одумира. Ако јас сакам да гледам, е секако клубски концерт, ако сакам да работам е стадионски концерт. Добро. Да. Има значи разлика. Точно. Backstage house или совршена организација in front? Не го разбирам прашањето. Дали повеќе се го сакаш делот во бекстејдж, каде што е хаотично, каде што се случува се, или совршенство на сцена? Од хаосот кој е позади сцена доаѓа до совршенството пред сцена. Што е пред сцена. Така, се служувам. Скопје или Гостивар? Секогаш Гостивар. Без разлика што во последниве 20 години веројатно се слушува некојаш да не одам ни еднаш годишно, ама јас сум роден гостиварчанец и ќе умрем како гостиварчанец. Гостиварчани опасни сте. Опасни. Ова го кажувам заради тоа што познавам гостиварчани и заради тоа што толку многу си го држите тоа вашето гостиварското што викам јас. Неверојатно нешто. Во моето обликување како карактер добро или лошо, во креативноста, Гостивар игра 1000 пати поголемо влијание него Скопје. И Гостивар бил андерграунд секогаш и во југословенски рамки, ама тоа си го знаеме само ние гостиварчани. Го знам и јас. Гостивар е град со луѓе кои што се многу благочудни, што е многу прифатливо. Баш така. Еден од ретко убава спојка на луѓе. Се сваќаме. Рок концерт или електронски фестивал? Рок концерт, апсолутно. Ти си рокер во душа и тоа го знам. Скопје или си пак некоја, еве да речеме, балканска? Па остана во Скопје. Метропола. Остана во Скопје, за жал јас сум сега многу поише Скопјанец него гостиварчанец, бидејќи во Скопје живеам од 80-та година, што верувало или не е 46 години. Од 80-та година. Си Скопјанец веќе, ама добро, ајде. Точно, значи јас сум стар Скопјанец, реално. Така е. 46 години, да. Се служувам. Да донесеш old school име или да донесеш некое моментално актуелно име? Види, тука е линијата многу тенка, многу да се разбереме. Може би не е сега време да го кажам тоа, ама многу тешко дека може да се случи да дојде, да речеме, некое многу во моментов актуелно име глобално на светски рамки. Да речеме, Хери Стајлс нема никогаш да дојде во Македонија. Зошто? Па затоа што така се конципира сега бизнисот да идеме ние нив да ги гледаме. Они прават 15 Амстердама, 20 Вембли арени и идеме ние да ги гледаме тамо, затоа што трошоците им се многу помали и тие сакаат ние да трошиме пари, а не они да трошат пари. Така да, ама пак еве ова со Дюран сега што се слушува, да речеме, тоа покажува дека е тенка линијата на ти со песна можеш да речеме и да имаш 90 години и да имаш number one хит и да си поактуелен од некој кој има 25 години. Се служува. Еве Дюран сега тоа го покажа, така да тенка е линијата помеѓу тоа кој е актуелен во моментот. Баш кај што свират кај нас и после следниот ден се во Лондон. Да, 3 дена после нас одат во Лондон 80.000 и овде доаѓаат сега во Скопје со 90 луѓе, неверојатни 90 луѓе во екипата која работи на концертот, 9 големи шлепера и така натаму и се ти тука да окарактеризираш некој дека не е актуелен, а поготово имаат и голем хит worldwide сега така да. Така е. Може ли да се договориме да ме викнеш кога ќе дојде Дюран? Прво, ако постои можност да ги снимам, а второ да се запознам со нив. Јас ќе те спојам со луѓе од Авалон, што може тоа да го изработат. Со Мија, готово. Фестивал на отворено или на затворено? Секогаш на отворено, затоа што ризикот е толку голем да едноставно, а ја живеам од ризик и од адреналин, да се разбира на отворено. Чуден одговор, но добро. Омилен твој изведувач или бенд кој што бил во Македонија, вие што сте го донеле? Мој бенд, за кој што сум емоционално врзан, а не е точно како да сум учествувал поради пријателството што го имавме со нив, поради музиката што ја работат и поради бројот на концерти што го направивме, мислам дека беа 13
на Балканот е Faithless, апсолутно. Да. Се чувствувам као Faithless, ги чувствувам као Ареа, да речеме. Као да се мој бенд неоправдано и незаслужено, ама така имаше некоја хемија помеѓу Авалон и помеѓу Faithless и Супер. Умилен концерт на кој што си бил, а не е твој? Не мора да е во Македонија, навирот. Лед Цепелин, овој концертов кој беше пред 20 на години во О2 Арена, за кој имаше 23 милиона реквести за карти, а јас добив карта и седев, до мене седеа Кейт Мос и Наоми Кембел. Тоа е тоа. Најнеобична рајдер листа до сега. Од кого? Многу е заебана ова на Дюран сега. Стварно? Да. Баш мислам дека се фини некои момци. Па и јас вчера ме информира и јас се изненадив, некои десетина илјади евра коштаат само вината што ги бараат за во бекстејдж. Тоа сакам да прашам, што е тоа што кој што ги нема на Балканов и не отступаат од не дозволуваат замени, така тоа вчера ми беше колку интересни приказни има во тебе, неверојатно нешто. Овде овој дел го завршуваме, се гледаме на позиција. Ајде. Ете, сме назад во студиото, меѓутоа сега малце од оваа страна, каде што ќе си направиме убав муабет со Бубан Милошевски. Значи, ќе ве замалам од сега натаму без В. Милошевски. Бубан, ајде и официјално добро вечер. Добро вечер. За почеток никако секогаш ми се поставува прашањето како во суштина започна целата приказна со Авалон и како еве стигнавте до скоро 33 години од постоење? Па, може би познато непознат детал е дека јас сум бил цел живот во музиката со слушање и пратење на музика од кога знам за себе од своја 10 годишна возраст. Моите родители и родителите на Данче почина јас кога имав 25, Данче 21-22 години и некако се тоа тргна на брзина, веројатно преку работата. Сакавме да го оставиме некако колку год можеме тоа минато позади нас и едноставно влеговме двајцата во целава оваа работа карате, што се вика. Со тоа да нормално почетоците беа од Куршумлијан, од МКЦ и така натаму, затоа што мислам дека секој што се обидува веднаш да тргне на стадион или надвор, а не ги поминал корените, тоа е исто као да сакаш да дипломираш на Харвард, а си неписмен. Јасно. Така да, во принцип, тоа е. Чекорче по чекорче, се служувам. Од денешен аспект, кога сега ќе го погледнеш Авалон и кога ќе го погледнеш тогаш на почетуците, какво чувство имаш во себе? Какво чувство носиш? Види, во последно време имам еден проблем со самиот себе си, кој што веројатно го имаат сите луѓе на таа возраст, и мажи, и жени, и познати, и непознати, а тоа се вика билансна криза. Да речеме, правиш муабет самиот со себе, што си направил со животот, како си направил, што си направил. И јас констатирам уствари дека навистина сум во реткиот привилегиран слој на луѓе на овој свет кој што работи нешто што во суштина е, да речеме, Авалон е работа, е многу тешка работа, е многу ризична работа, ама едноставно така е изграден Авалон од првиот ден, а поготово во последниве 15 на години, да е тој пред се одраз на животниот стил мој. Не сакам да се лажам, дека ја го живеам мојот живот преку Авалон. Јас живеам за да работам, а не обратно. Сега тоа може да вака... Добро, знаеш како, јас сметам дека и тука до некаде и успехот е очигледен, со оглед на тоа дека кога го сакаш тоа што го работиш и кога си 100% вложен во тоа... Па знаеш, има некоја разлика, да речеме, нема компромиси. Ја не правам компромиси, ние никогаш во Авалон не сме правеле компромиси, да речеме, постојат одредени изведувачи кои што
никогаш ние ја во автомобил, да речеме, не би ја слушал Даниела Мартиновиќ. Или сме работеле Даниела Мартиновиќ, затоа што сме, ја и ден денеска тврдам дека таа е на бина без сериозна конкуренција најхаризматична особа на Балканот, дека таа има харизма на црнкиња на бина. И поради тоа, ама ние никогаш не сме направиле некоја паралелна фирма која ќе работи, ајде да кажам, концерти од оној друг тип на музика и така натаму и така натаму. Сегогаш сме работели, а поготово ден денеска работиме артисти кои што исклучиво ни се допаѓаат и живееме од работа со артисти кои што ни се допаѓаат, што мислам дека не е мала работа. Апсолутно. Јас морам да признаам дека многу често знам да го кажам тоа, викам, да не бе Авалон, немаше да видиме многу познати свитски фаци овде. Тоа не значи дека не можеме да си купиме карти да отидеме во Холандија или во Данска или во соседен Белград и така натаму, меѓутоа убаво е што ве имаме и што знаете да донесете интересен, многу интересен избор на бендови и на артисти. И затоа сметам дека навистина ги носите луѓето кои што вие сакате да ги слушнете пред се. Сега, од друга страна, ме интересира какво е чувството, бидејќи имате директна комуникација со тие луѓе. Какво е нивното чувство кога доаѓаат во Македонија? Дали се запрепастени, дали не сакаат, дали имаат некаков отпор или ако нешто сум сватил изминативе години, од тоа кој доаѓа, дали доаѓа, зошто доаѓа, многу зависи од карактерот на изведувачот. Добро. Има некои кои што сакаат да истражуваат, да речеме, Ник Кейв сака да истражува. Ник Кейв сака сам да шета. Има некои артисти кои што не излегуваат од соба. Не излегуваат од соба, бараат да спијат исклучиво во франшизирани хотели, да јадат исклучиво франшизирана храна. Они многу ретко се одлучуваат да дојдат во овие делови на светот. И исто така, тука да нема шти дилема и да нема исто така никој друг дилема, секој еден артист што стапнува на оваа почва точно знае кај доаѓа. За некого е тоа предизвик, за некого е да не се лажеме срамота и не сака да дојде, затоа што тој мисли дека е преголема фаца. Јас имав нема потреба да го именувам кој е човекот, беше градоначелник на град Скопје и ме убедуваше дека тој ќе го донесел Роби Вилијамс за Нова година во Македонија. Затоа што имал пари, ја му реков и 20 милиона евра да имаш ти. И 100 милиона евра да имаш да му понудиш на Роби Вилијамс. Нема да дојде. Роби Вилијамс нема да дојде за Нова година во Скопје, затоа што со тоа ќе докаже самиот на себе си или дека е само најобичен тезгар или дека толку многу пропаднал у кариерата, знаеш. Има некои во овој бизнис, одлучуваат многу ситници кои што се за тие што не се во овој бизнис се научна фантастика. Што значи, еве сега за нас обичните смртници, што значи да се донесат звезди од калибар на, повторно ќе кажам сега, Лени Кравиц, Тексас беа, сега ми текнува дури дека и тогаш ја водев и пресконференцијата. Беа, значи, имења кои што на вистина многу значат во светската музичка сцена. Како да ти преговори? Еве, ние немаме појма како се случува тоа. Вака, ајде, long story short. Да. CV-то, кое го има Авалон, добро, е безпрекорно. Не се сумнавам. Прво и основно затоа што ние сме еден од моите поголеми идоли во овој живот, кој што бил многу повише него тренер, Душко Вујошевиќ, човек кој што ги креирал своите играчи кошаркари, давајќи им книги да читаат. Па така јас сум прочитал 10 книги во животот што ги препорачал Душко Вујошевиќ. Имаше дајано една изјава која е, вика, ја признаем само мангупе у туѓем двориште. Значи, ние сме мангупи во туѓе двориште. Ние имаме некои 30 на концерти направено вон Македонија. Ние добри 5-6 години го креиравме. Како не е Загреб, Белград? Да, го креиравме во Белград. 90% концерти ги работевме во Белград, каде што и ден денеска голем дел од македонците одат на туристички да видат сериозен град со сериозен ентертејнмент и така натаму и така натаму. И сега да речеме да направиме една најпроста паралела. Ајде. Да речеме Дейвид Гета сега.
ти се јавуваш и на агентот на Девид Гета, му даваш офер за Македонија или му даваш нереално висок офер за Македонија и тој се јавува кај мене, вика who the fuck is this, разбираш. Така да и тоа што е најбитно и мислам дека многу малку луѓе го знаат, јас го имам неколку пати потенцирано во овој бизнис. Нема повеќе од 100 луѓе worldwide кои што го држат целиот овој музички бизнис. Претпоставувам дека е така. Да. Така, има 20 агенции со по 5-6 агенти, агентите имаат асистенти и сите тие знаат кој е Бобан, не ме знаат надвор као Авалон, него ме знаат као Бобан Милошевски и сите знаат као Бобан и едноставно сега веќе CV-то си игра своја, на почеток беше многу тешко. Сигурно било многу тешко, на тоа сега да беше кажам. многу тешко, затоа што додека да се изгради целата таа приказна. Во секој реквест што го пушташ ти за да букираш артист, те прашува што претходно ти си работел. И ти ако немаш како да му кажеш дека допрва почнуваш на пример. Да, дека допрва, и поготово ако нудиш некои нереални пари, онда он се јавува кај некој што го знае да праша прво дали ова ќе се исполни. Дали вистина? Еден од поголемите проблеми кои го имаат букинг агентите е ако они со менеджментот издействуваат конфирм на шоуто, а после промотерот им откаже. Може да откаже, може се зедал тој некој што пуштал мејлови, така да во принцип тоа е тоа. Така одат работите. Јас ќе ја замолам режијата, ако може да го погледнеме оној еден краток материјал што го извадивме за звездите кои што допрва ќе дојдат во Македонија. Ке ме биде? Бобан? Ке ме биде? Рано ти е. Видов, рано ти е, Джега, имаш само 13,5 години. Шала на страна, видовме дел од артистите, само дел од артистите кои што ќе доаѓаат. Преска кога доаѓав навамо, сватив дека со тебе сум бил последен пат у емисија, да го на една недела две пред концертот на Стинг на стадион. Така беше. Тоа беше пред короната 2019 година. И тоа е историска година во Македонија, во која беа Стинг, Лени Кравиц, Брайан Адамс, Ерос Рамацоти, Тивери Корпорејшн, Хувер Фоникс и реално беше идната година да се случи сериозен стадионски концерт, ама после короната тотално се смени бизнисот. И јас бев пред пар години тотален песимиста дека воопшто може, ако земеме во предвид какви се цените сега, дека се по 5-6 пати, не се цените во мојот бизнис рипнати еднаш или два пати. Добро. Тие се по 5-6 пати, значи некој што бил 100.000, сега е 600.000. Лично јас не верував и толку многу е овој бизнис таков да можеш да бидеш нон-стоп 24 all-in. Ја лично не верував дека пак може да дојде година
во која може да имаме вакви артисти, да речеме на левел на какви што сме имале две. Еве јас сега вака гледам и не верувам пред 2 години беше за мене неверојатно ова дека може пак да се вратиме на. Ама сега вака додека правиме муавет се уморив некако наеднаш и сватив уствари колку многу труд постои во ова. Јас не се сумнам, јас капа ви симнувам. Да ги сложиш овие коцкици, да го сложиш све ова, стварно е заебано. Значи да почнеме од сега натаму, јас повторно ќе кажам, ги имаме Black Coffee, ги имаме Kraftwerk, ги имаме Duran Duran, ги имаме David Guetta, Joss Stone, Здравко Чолич и овој Стив Аоки, па после тоа David Guetta, па последен анаунсмент имаме направено на југословенски кажано Deep Purple, као и Duran Duran што ги викаме, и Deep Purple ги викаме на југословенски. И имаме уште пар работи за објавување кои што следат денови. Браво. Мислам дека јас се воодушевив кога ја видов целата таа листа и верувај дека ќе бидам негде во први редови. Да речеме, знаеш, вчера добив еден податок дека од Солун туристичка агенција купила 300 карти за Duran Duran. Браво. Значи, знаеш, се не е тоа дека 17.000 луѓе од Македонија отишле на Хери Стајлс во Амстердам, ама сепак се ако земеме во предвид дека цела Македонија иде у Грција нон-стоп на секој и на концерти, на настани, и генерално, и на ништо, и генерално е се 300 луѓе да донесат овие на Duran Duran. Мене вака... Мене баш се радувам, мене ми е убаво на душата. Да, вчера баш ми ја кажа таа информација и така некако осетив некоја радост дека не е точно дека не бива. Никој никогаш тоа не го спомнал. Јас имам пријатели, генерално као нација зборам. Пријатели имам од Белград кои што ми се јавија да ме прашаат колку чини карта за Duran Duran. Да, од Србија живам многу на Duran Duran. Значи Србија, Косово, биди сигурен, па сега можеби и Софија, можеби и Бугарија. Во Бугарија свират. Во Бугарија свират. Не свират никаде на просторот на бивша Југославија, само Скопје и Грција не свират. Време е Брик. Ајде, повели. Брик, имаме еден куп прашања, не знам како ќе. Да, ја не можам, пробам да составам од преска, да слушам и пробам да составам некое прашање. Мене вака што лично ме интересира, сте соработувале со многу звезди, нели? И сега ме интересира кој од нив има некој најоткачен захтев онака, да изгледа едно, а во позадина да е друго. Ти го постави најболното прашање за кое не можеш да добиеш одговор. Така? За жал, јас знаеш што викам? За жал не можеш да добиеш одговор. Може само да кажам. Не, нема да кажам, ако кажам одма ќе се знае. Кажи. Не кажи ни една се ексклузива. Нека биде анонимен. Нема да знаеме за кого станува збор. Што да кажам? Нешто најоткачено што е побарано. Не можам, не смеам да кажам. Тоа се клаузули, тоа се потписи. Не се клаузули, овде се работи за нешто што е диаметрално различно позади бина од тоа што е артистот на бина. Тоа ме интересираше. Јас претходно го прашав што е она најлудото на Рајдер листа што го имале. Еве разбравме дека Duran Duran бараат вина. Некако така Рајдерот им е од масери до скапи вина, ама неколку пати сум го кажал, тоа е нормално, зашто се они Duran Duran па ако не пијат такви вина. Да. Меѓу другото. Што доколку не можете да ги најдете, еве сега од Португалија се вината. Па не, еве ги од Грција ги носиме. Грците ги набавуваат негде од надворни и од Грција. Види, исто така да не се занемари фактот дека еве ја тргам по себе. Јас кога сум on the road, почесто се трудам да ми биде што покомотно и да се за да издржам. Па се ти рачунај ако си 100 дена на турнеја и свириш 80 концерти, ако не ти е се потаман, тешко се издржува. Да, мора да е лагодно во секој случај. Боман, ке направиш ли разлика помеѓу публиката некогаш во Македонија, во смисла, еве, збориме сега за претходниот век, и за публиката сега? Јасно е тука. Сега телефоните играат главна улога и во добро и во зло, само што стои фактот
дека од сите држави што сме ги работеле, Македонија и Србија имаат убедливо најватрена публика. Присна некако, така да речеме, тоа и Стинг го има признаено, Брайан Адамс го има тоа признаено, некои артисти вака директно тоа, као Стинг во Софија и Стинг во Скопје не може да се спореди. Тоа диаметрална разлика, ние имаме стварно ватрена публика. Знаеме, да пружиме и енергија и да се распееме и едноставно, дали Бубан знаеш, например, однапред, тоа ме интересира, чисто интуитивно, дали знаеш однапред како публиката би реагирала на одредени бендови, односно на одредени артисти? Еве, например, дали знаеш како ќе реагираат на Massive Attack и дали знаеш како ќе реагираат на некоја, да речеме, популарна поп звезда од типот на Лени Кравиц, например. Знам све. Дали однапред ја гледаш публиката и реакцијата нивна? Нормално. Види, ја веќе се знам после првите 5 минути кога се објавува проектот. Сега со социјалниве мрежи убедливо анаунсментот е најбитно. Не постои добар маркетинг што може да изнивелира лош стерилен анаунсмент. Кик-офот го дава анаунсментот. Зависно од анаунсментот, нормално ти објавуваш нешто 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 месеци порано. Ние имавме ситуација, баш ми се јави Бранко Миле Паника, кога го објавивме Ерос Рамацоти, да речеме го објавивме 5 и 6 септември 2018 за 27 септември 2019. И ми се јави Миле во Паника, абе карти за Ерос Рамацоти, абе викам човече, за 13 месеци е тоа. Абе како за 13 месеци, сега вика за 25 дена, абе он не ја видел годината, знаеш. Јасно. Јас сега преговарам, длабоко преговарам за 2028 година, да речем. Длабоко преговарам за 2028 година. Па сега веќе некако дури така и се даваат датите, 2028, 2027 така и слично. Добро, како кога би требало повторно да бираш што би бил во животот, дали повторно би го избрал истото? Не, мислам дека тоа е во некој дел на, ја лично го сметам, тоа е некоја патетика кога така некој кога сака да изрази некои чувства, вика ја никад ништо не би сменил и така натаму. Не можам да го, ако сум го преживеал веќе, сега не знам, прашањето е двосмислено. Ако не сум го преживеал ова, да, ама ако сум го преживеал, сигурно не би сакал пак да го преживеам. Не знам, преби бил некоја стриптизета во Лас Вегас или некој од Кенија маратонец, него пак да сум ова што сум, ако веќе сум го проживеал и преживеал. А ако не, со задоволство истово. Кои се најтешките моменти во самата организација? Со оглед на тоа дека ние како публика, како консументи на музика, ќе дојдеме на концерт, гледаме, нели се е кул, се е окей, уживаме во музиката, си одиме дома. За Бобан, односно за Авалон продукција, кој е најтешкиот момент и што е тоа што ние како гледачи, како консументи не го знаеме, а е најтешко за вас? Не знам, мене апсолутно да речеме најтежок момент е тоа со Еми Вајнхаус во Београд. И нешто такво кога едноставно ти 0% не си виновен за тоа што артистот, за тоа зашто луѓе го платиле карта да го гледаат, не е во состојба да го испорача. Се ова тоа со Еми испадна епски, историски и така натаму. Јас никогаш, да речеме, нема еден од најубавите моменти во мојот живот е кога после настапот на Еми Вајнхаус веќе беше и моби започнати, ја отидов во Випот, кој што беше пола испразнат и ја најдов Милена Дравич таму. И ја паднав во несвест која видов Милена Дравич. И ја и придов на Милена Дравич и викам, добро, госпоđо Милена, откуд ви овде? И таа вика, јас си купив карта и ја викам, и се пак се ежам, мислам, и ја викам, ја би се извинувам за перформансот, таа вика, не, ова е најбољи перформанс музички кој сум ја видела во мојот живот, затоа што еден е био 1000% искрен.
Она е радила на сцени оно што ја осеќала. И тоа мене скроз ми ја смени перцепцијата и на бизнисот и на се. Само зато таа е Милена Дравич. Не е Станка од Врање, разбираш, и она днескам да навредам никого, него она точно знае што и како. Знаеш, ми неколку пати сакаше да напушти бината, викаше I won't do this, па овој задача имал басистот да стои на излезот со гитарата вака да ја враќа назад и така натаму и така натаму, и жената умре 2 недели после тоа, знаеш. Ама немало фолирање на сцена, немало онака. Така. Разбирам. Ајде ќе направиме една мала кратка пауза, одиме со блок на реклами, па се враќаме назад во студиото. Се враќаме назад во студиото. Бубан Милушевски е наш вечерашен гостин и искрено ми е многу драго заради тоа што имаме еден тон на прашање и одговори, меѓутоа мислам дека само ја гребнавме површината во однос на сето тоа што може да се каже и во однос на сето тоа што Бубан го има преживеано со Авалон, во однос на сите оние концерти, организации, настани и што се не. Времето, како што рековме, баги кратко, но барем нешто кажавме. Барем нешто кажавме, точно. Не многу кажавме, многу поише него што изгледа на прв поглед, ако некој внимателно слуша. Така, се служувам. Дојдовме до последното прашање, а тоа е фидбекот. Значи, кој е фидбекот од тоа што си ти и од твојата работа? Фидбекот е, мислам дека го начнавме тоа, најголемо богатство на мое лично е животот што го живеам додека ја работам оваа работа. Значи, Авалон е стил на живот, стил на размислување. Ја и ден денеска не се плашам и не се срамам да го кажам моето мислење за било што, да го изразам јавно. Такви се и некои артисти што сум ги работел во животот. Значи, Авалон е стил на живот и фидбекот е тоа дека најголемото богатство лично мое е стилот и начинот на живот кој што го проживеав овие 35 години додека ја работам оваа работа за Авалон, затоа што, као што сум кажал неколку пати, јас за да бидам во бекстејдж на Дюран да речеме, јас и би платил. Апсолутно. А не да јас ова што го работам за да преживеам и за пари, кога би бил некој гузонин син од некој татко кој му оставил 7 милиона евра, јас би плачал сите овие 35 години само да бидам во присуство на ова на што јас го работам. И тоа е најголемиот фидбек на мојата работа и најголемиот успех веројатно на мојот живот до сегаш. Многу ми е драго, јас обично вака се одјавувам, се сиднувам до гостите. Ја не можам да поверувам. Прво ти благодарам. Ја се чувствувам као да бев гостин во вести негде 5 минути вака и као да буквално никогаш во живот во ниеден сегмент не ми поминало олку брзо време во као денес. Ова официјално го кажувам. Чекате, јас овака си го сватам како... А сум гледал некои твои емисии вака и гледам и не е тоа баш така кратко. Ама ова стварно ставите овде еден пип, ова јебено летна, мислам, неверојатно не можам... Тоа значи дека убава си поминал. Не можам да поверувам стварно дека снимивме емисија. Супер, фала ти уште еднаш, се гледаме секако на сите... Ајде, дојди. Се гледаме сега, одиме на концерти. Апсолутно, да. Одиме на концертите, тука нема муабет. Бубан, фала ти уште еднаш. Супер си поминавме, научивме некои работи, слушнавме некои работи. Ние сега ништо вие не знаете. Тоа знам дека ништо не знаеме. Вие ништо не знаете, ама ајде, мислете си така, се зезам. Мислете си дека знаете нешто. Затоа реков, само грибнавме од површината, многу подлабоко е сето ова и многу позахтевно, во тоа сум сигурна. Овде некаде им кажуваме чао на гледачите, се гледаме наредна сабота во 19:30 и се разбира, гледајте ги репризните изданија во недела во 13:30. Што да ви кажам, освен купете си карти и дојдете на концертите на Авалон. Чао. Чао.